Мајката на убиената Вања сведочеше пред кривичниот суд. Татко и од првиот момент тврдеше дека е киднапирана, рече таа. Ја баравме во напуштена куќа на Партизанска, каде што им покажала локацијата на телефонот на Вања на Google мапа. Ова е само дел од денешното сведочење на Зорица Ѓорѓиевска пред четворицата обвинети Љупчо Палевски Палчо, Велибор Манев, Борче Видевски и Владко Кешишов, кои на првото рочиште се изјаснија за невини. Мајката на Вања уште тогаш побара исклучување на јавноста за да се заштити приватноста на семејството, но судот не го прифати незиниот предлог. Марија Митевска ја вклучуваме во вестите на Телма од пред кривичниот суд. Марија, што кажа мајката на убиената Вања на денешното рочиште? Да, Билјана, како што кажа, прв сведок на денешното рочиште беше мајката на Вања, Зорица Ѓорчевска. Таа пред се раскажа што се случувало на кобниот ден 27 ноември минатата година, кога Вања беше грабната, а за 2 часа подоцна и убиена. Она што беше недоумица во јавноста, Зорица го разјасни, односно зошто толку брзо пријавила дека ќерка е исчезнала. Имено на 26 ноември, ден предходно, пред таа да биде грабната, Зорица се слушнала со класниот раководител на Вања, бидејќи на Вања недостасувал некој учебник кој што го земала незина соученичка, која подоцна тврдела дека не е кај неа. И затоа класниот раководител разговарал со Зорица на телефон и се договориле прашањето да го расчистат на првиот час утре дента, во понеделник. Но кога всушност класниот раководител на Вања сватил дека Вања не е дојдена на училиште, затоа толку брзо алармирала кај мајка и односно 10 до 15 минути, како што кажа Зорица по почеток на првиот час, дека Вања не е дојдена на училиште, иако до тогаш тоа не било случај, односно класниот раководител обично ги известувал на вториот час. Мајката на Вања, Зорица, ја видела пораката кога тргнала на работа, односно некаде околу 7:45 часот, и тогаш се загрижила, ја побарала на телефон незината ќерка, која што во тој момент била недостапна. Последниот, како што Билјана кажа, контакт, телефонот, односно GPS локацијата ја давал во близина на Силбо на Партизанска. Тогаш таа се јавила кај незиниот сопруг Александар и заедно отишле во потрага по нивната ќерка, односно на последната локација каде што бил лоциран телефонот, и таму нашле некоја напуштена куќа, ја провериле таа и таа куќа ја провериле и локацијата, но нели од Вања немало ни трага ни глас. Потоа започнале да ги пребаруваат камерите, но ни на камерите немало трага ни глас од Вања. По предлог на пријателка всушност објавила на Facebook кој може да помогне во потрагата по Вања, и тука се вклучиле и родителите од училиштето и децата кои ги излепиле оние постери кои што беа во тој период присутни низ Буњаковец со барање на информации за исчезнувањето на Вања. Паралелно тие вршеле собствена истрага, односно сите луѓе што и се јавиле за да помогнат и ги дале снимките од камерите во околината на зградата на Наум Наумовски, Борче, таа и незиниот маж подоцна ги прегледувале. Она што исто така Зорица го кажа пред судот е дека не помислила во ниту еден момент дека незината ќерка е киднапирана. Повеќе се загрижила околу тоа да не избегала некаде, да не се скарале нешто со мајка и да не била љута за нешто, да не ја прелажал некој на интернет. Оној што се сомневал дека е киднапирана од самиот почеток, односно од првиот ден, бил таткото на Вања, Александар Ѓорчевски, кој е обвинет во случајот. На прашањето на мајката зошто се сомневаш дека Вања е киднапирана, што имаме ние да дадеме за таа да биде киднапирања, тој не дал причина за тоа. Околу ова предлагам да ја слушнеме изјавата на неговиот адвокат Александар Ѓорчевски. По однос на тоа што Александар дал своја предпоставка дека девојчето е киднапирано, ако внимателно го слушавте сведокот многу јасно и децидно појасни, особено на вкрстеното прашање, дека пред се и таа имала своја теорија, дека Вања избегала, дека некој ја прелажал и така натаму, појасни во која смисла и во која насока она го разбира
неговото толкување, односно неговото мислење дека Вања е киднапирана и појасни во таа насока дека тој не можел да се помири со фактот, бидејќи многу им верувал на децата, ако внимателно слушавте, дека неговото дете избегало или некој ја прелажал и така натаму и затоа неговата теорија била дека тој предпоставува дека нема што друго да биде освен дека е киднапирана. На прашањето на бранителот на Љупчо Палевски Палчо, кој е прво обвинет во случајот до мајката Зорица, дали таа го познава него, таа негативно одговори, но на прашањето дали знаела дека станот од каде што всушност беше киднапирана Вања, грабната Вања, односно зградата на Наумовски Борче, дека Зорица знаела дека таа зграда инвеститор била фирмата на Љупчо Палевски Палчо, таа потврди, ама само дека всушност знаела дека неговиот татко ја купил таа стана го купил тој стан од таа фирма, бидејќи кога се преселиле имало и знак од инвеститорот закачен до зградата. Рече дека немале никакви меѓусебни проблеми, односно на прашањето дали имале некакви должнички доверителски односи, таа кажа дека уплатниците за станот ги поседува и ги дала до обвинителството и дека односите им биле расчистени, дека таа не го познава Љупчо Палевски Палчо, но и дека не знае пред купувањето на станот на незиниот татко од Љупчо Палевски Палчо дали тие претходно се познавале. Предлагам тука да ја слушнеме изјавата на адвокатот на Љупчо Палевски Палчо. За сега, значи, преку овие докази во никој случај, значи, не може да се доведе во поврзаност со конкретните кривични дела. Значи, од искази на овие оштетени во својство на сведоци, нема ниту еден дел од нивниот исказ кој би упатувал на тоа дека Палевски е сторител на кривично дело. Нашите прашања беа во насока, дури на тоа баравме од оштетената и субјективно мислење, евентуално дали може би предпоставува дека може би незиниот сопруг и обвинетиот Љупчо Палевски биле во некаков контакт, истата на таа околност наведе дека не е познато дека постоело било каков. Значи на Ѓорче Зорица Ѓорчевска, значи не е познато дека и не може да предпостави дали воопшто обвинетиот Љупчо Палевски имал и се знаел со незиниот сопруг Александар Ѓорчевски. Марија, на денешното рочиште имаш и други сведоци. Кои беа тие и што кажа? Кои се нивните сознанија за убиството на Вања Ѓорчевска и на Панче Жежовски? Така е, Билјана, на денешното рочиште како сведоци беа повикани и една од кирките на Панче Жежовски, Ана Киркова и незиниот сопруг Тодор Кирков. Ана Киркова сведочеше исто така што се случувало дента кога и јавиле дека незиниот татко веќе 2 дена не можат да го добијат на телефон. И јавила соседката и пријателка на незиниот татко 2 дена по неговото исчезнување дека тој не е достапен на телефонот толку време. Потоа таа се обидела него да го исконтактира и кога видела дека ни на нејзе не одговара на телефон, со незиниот сопруг всушност отишол до кај него дома и видел дека Жежовски не е таму, иако била уклучена греалката, светлата биле оставени, но неговиот автомобил не бил во дворот. Предпоставил дека тој отишол некаде на кратко и дека брзо ќе се врати. Но попладнето околу 18 часот неговата ќерка Ана веќе не можела да чека, бидејќи сватила дека нешто не е во ред и отишла, пријавила во полиција дека незиниот татко всушност не се јавува на неговиот телефон. Таа потврди дека незиниот татко се познавал од претходно со еден од обвинетите, односно Велибор Манев, кој исто така е од Велес. Незиниот татко Панче Жежовски всушност години наназад, бидејќи Велибор Манев е камионорезец по професија, го ангажирал да му направи некакви реновирања во неговиот двор. Станува збор за поплочување со бекатон плочки, но тука нешто имале расправија, бидејќи Панче Жежовски не бил задоволен од сработеното и завршиле на суд.
Каков бил епилогот од судот, не можеше неговата ќерка да каже, бидејќи, како што рече, тоа било многу одамна, а таткој не сакал многу да зборува за своите приватни проблеми со неговите ќерки. Слично беше и сведочењето на незиниот сопруг, кој ги буквално ги потврди истите работи кои што ги кажа и ќерката на Ванче Жежовски, Ана. Билјана? Ти благодарам, Марија. Марија Митевска со исцрпен извештај за сведочењата денеска во Кривичниот суд.